Нашиот однос према Албанија и албанците во Македонија е апсолутно погрешен. Како би требало да биде еве според вас? Видите, мора се постават работите на маса како што треба, како што рети поредок. Не може малцинство да го ти прогласуваш за конститутивен народ. Не може, разбирате. Тоа рушиш државата. И тоа важи исто за бугарите, се што го инсистираат бугарите. Конститутивен народ има право на самоуправување, значи на територија, има право на самоопределување. Конститутивен народ. Тоа со други зборови, значи федерација. А велам, ние таа политика која цело време носител на тоа не се наши политичари, тоа е тирана. Велам, јас тука ќе ви покажам сега, еве го овој Еди Рама. Да го покажам, тука се види? Да. Се гледа? Да. Еве ќе ви го прочитам. Да. Еди Рама изброи дека во Македонија има 35% албанци. А цело време тврди дека, и тоа е изјава негова, за Франс 24, агенцијата Франс. Си ги пратите вие овие ситуации? Јас го следам цело време, разбирате. Така да, сакам да ви кажам, така да и ние и денеска тиранската платформа, овие наши албански политичарчиња, разбирате, кои се исто така аргати, алати во рацете на тирана, одат тамо и договарат тиранска платформа. Со кој значи разбивање на Македонија. Или најновото сега, разбирате? Не знам, тоа не се чу многу. Вие сте имали и дуел со Еди Рама во Албанија? Не сум имал дуел, него на стадион. Партал сум го направил. Свари прво да ви кажам сегаш. Али Ахмети му пише на Кодзијас, после од кога беше потпишан катастрофалниот договор од Нивици, му пише писмо и му вели на Кодзијас: успеавме, пријателе. Поздрав, драг Никос. Конечно дојде денот кога заедно можеме да му се радуваме на еден толку голем заеднички успех. А знаете зашто е голем заеднички успех? За Македонија? Не за албанците и за грците, тоа е за нивици. Голем заеднички успех е дека со тоа нема македонци, ете тие голема Албанија, ете тие Грција, разбирате, без македонци и така. Му напиша писмо. А денеска или вчера Таравари во Илинден, општината имаше отварање на нов здравствен дом и Таравари вели зашто прво не е двојазично според Преспанскиот договор. И второ вели дека зашто се кажува Република Македонија, а не се почитува договорот од Нивици, да се вика Северна Македонија. Значи, на целата процедура во Илинден општината и таму беше албанец министер за здравство, али секоја му чест, се зборувало Македонија. Кој приговара? Таравари. Зашто? Зашто Северна Македонија, значи бришење, да, Северна Македонија значи бришење на македонците, и што значи другото е голема Албанија. Дали може би имате впечаток дека, конкретно го спомнавте Таравари, дека Таравари може би го загубил далечинското, што би рекол, он прво почна заедно со луѓе што се на власт, па сега не знае ни каде. Видите, меѓу албанските врвни политичари во земјава нема разлика. Сите работат на иста агенда, тоа е агендата на Тирана за голема Албанија. Мал дел од нив, не знам колку, не се такви, најголеми дел се такви. И дури што успеа после 2001 година, и народот албански во Македонија го наелектризира, го свртија против македонската држава. Кога, ево велам, ој му пишува писмо на Кодзијас, успеавме, што успеавме? Да ја прекрсти Македонија. Видите, прекрстувањето на Македонија има катастрофални последици. Ние веќе не сме македонци, ние сме северно македонци. Со други зборови, измисли, такви нема. Да има јужни македонци, би имало логика. Чим нема јужни... Добро, во Преспански договор пишува македонски... Не. Коса црта, добро дека има. Не. Послушайте, договорот во целина, а сега пишуваме една детална анализа на нивици, разбирате, кај што сите работи ќе се истакнат. Знаете, ако вие не му даете нешто да се лаже другата страна, нема да го потпише. Така да,
знаете, Да се лажи. ама така е, има дух на договорот, значи некој друг што лебди, на кој се повикуваат, кој е апсолутно надвор од текстот, и суштината е, ако на другата страна која ти де факто не да ја уништуваш, него Дали ја добивме газиш, ние нешто со тие два договори? па со Грција добро, и значи, со- на пример, се спомнува јазикот. Знаете зашто? Зашто настапува Софија. И вели нема македонски јазик, тоа е дијалект. Разбирате? Тоа е координацијата. Еден центар, јас ви кажам на почетокот, центар кој го менаџира, кој го води целиот процес на затварање на македонското прашање, со бришање на македонците е Вашингтон. Сите овие се играчи, разбирате, алатки, разбирате. И Видовме координацијата меѓу Софија и Атина е 100%, да 105% што би рекол Авди Абрам. Видовме како можеле да одат и на кафе и да премижат и така натака, доколку мораат, а тоа е кога влезе Македонија во НАТО. Видите, Бугарија не се го неша тогаш. видите. Фактот што како некаков резултат на нивици влегнавме во НАТО е апсолутно негативен, затоа што Ви сте против НАТО? против Македонија. Затоа Не, вие викам, дали сте против НАТО? Не, ја не сум против НАТО, НАТО се нивно, али јас сум против членството на Македонија во НАТО. А така. А дека сум во право, ќе видиме за некоја година, кога треба милиарда, речи се 850 милиони евра годишно да издвојуваме за НАТО, а една централа Чебрен кошта милиарда. Но видите, безбедњаците во ова студио велеа дека безбедноста е скапа работа. Немаат поима што зборуваат, затоа што тие може да имаат некакво сознание од безбедност, немаат од дипломатија, разбирате. Ние сме обкружени со членки на НАТО, осим Србија и Косово, нели така? Да. И тоа е гаранција, поголема не може да биде. А во моментот кога зашто беше isforsиран Преспанскиот договор, разбирате? Пардон, нивици, зашто беше isforsиран? Направив грешка, се извинувам. Зашто беше isforsиран? Затоа што почна војната во Украина или беше готова, разбирате, да почне, се знаеше, ја припремаа, разбирате. Знаева дека почнува, значи, војна во Европа, треба да се затвори по секоја цена нашиот простор за Русија и затоа го наметна, не одлага повеќе, го одлага долго време, договорот од Нивици, а да не, и то Ципрас го изјави пред некој време, ако не капитулираше Македонија во Нивици, ќе влезеше во НАТО со референцата. Да. Влезеше со референцата, прекрстување никош немаше да може да биде. Добро, Така сега тука имам едно најмалце две прашања со ова вие што го кажавте. Например, вака, кажете ми, дали мислите, например, дека сите го осудуваме тогашното раководство на Социјалдемократскиот сојуз, како што го кажавте сега вие, но според оваа теза вие сега што велите мораше, значи морално било, дали можеби според таа теза излегува дека Заев не бил крив, него Заев бил визионер, ја спасува држава заради тоа што според оваа ваша теза излегува дека ќе не бомбардирале ако не го направи тоа. Не сте ме разбале воопшто, разбирате. Нас ќе не примеа во НАТО во 2017-18 година, зависи кога ќе беше тоа. Кажавте мораше. Мораше да не примат ради интересите на Америка, не ради македонските интереси. Така да тие безбедњаци што тврдат со НАТО, знаете, сите тие играат на НАТО, бидејќи сега држава е во НАТО, никако ниеден од безбедњаците не може да има било каква кариера ако нема лиценца за НАТО. И тие ако не го фаат НАТО, утре ќе ги избришат и више нема да постојат. Така да тоа е она главната страна. Ципрас рече, ако не ја примеа Македонија, ако Македонија капитулираше во 2017 година, во 17 јуни, кој беше договорот во Нивици, Македонија ќе беше примена во НАТО со референцата. Не примеа ли со референцата? Прекрстување немаше да има, разбирате? Да, но исто така кажавте дека Америка кажала дека мора да се промени името, значи морално било. Не морално било. Зашто? Да се избрише македонскиот народ. Вие да велам, тука и тоа да го разјасниме.
Значи, доколку била друга влада, доколку можело да не се промени името, така? Видите. Името не смело никогаш да се промени. Никогаш, разбирате. Под никоја цена. Да не бомбардира, не смеше да го смени името. А нема кој да не Јас сум на бомбардира. тој став, да се разбереме. Ве разбирам, али да не бомбардира, не смеше да смениме името. Името нам не ни го сменија заради лево, десно, некој да и се изживува и така натака. Сами си го смени. Не. Ние да не согласни, сами си го сменивме. Името ни го сменија заради прекрстување на народот, ради промена на националниот идентитет на народот. Разбирате, зашто не помина Република Македонија Скопје, што го Ионил го предлагаше и тоа беше една од концепциите на времето и на како се вика и на можеби и на како и на Но вие бевте на Нимиц. Така, да, но вие бевте за Република Македонија, за Вардарска република. Не, Вардарска, Вардар или зашто кога пропадна во Единбург 1992 година, кога пропадна Скопје, што го Робин Онил што го предложи, таа солуција за во заграда да ставиме Вардар, да ставиме во заграда на Вардар. За мене нема никаква разлика. Вие велите дека подобро би било да биде Вардарска, отколку има огромна. Повторна промена на името. Не. И овој тоа е, добро. Не е промена на името. Прво пропадна Скопје. Јас на А1 телевизија со Секуловска реков дека нека биде Вардар, зашто ние сме Вардарска Македонија, така има Пиринска, Егејска и Вардарска. Нека биде и Вардар, нека биде водно во заграда. После името не го менува името на државата. Разбирате? Како го нема? Не го менува. Тоа е додавка која дава некое објаснување. Разбирате, која нема врска со народот. Па и ова е тоа така се. Не е така. Северна Македонија, значи северномакедонци, значи северномакедонски јазик, значи северномакедонска историја, се северномакедонско. Тогаш не би биле вардарски македонци. Не, нека што ќе го иде вардарско? Република Македонија, останува името Македонија, Вардар. Не може да каже Република Македонија Вардарци. И ние сме вардарци, ако сакате. Ние сме вардарци, ама пиринци, ама егејци. Значи, тоа не го дерогира името на народот. Тоа мораше да биде пред Македонија. Знаете што е постигнато со нивици? Де факто е реализирана Лисабонската декларација од 92 година јуни, кога рекоа без Македонија. Сега пак е без Македонија. Македонија името не значи ништо, значи територија. Не е име веќе тоа. Северна Македонија значи територијално сме ние во северниот дел на Македонија. И да знаете, веќе и американци врвни луѓе и други ни рекоа северномакедонци, северномакедонски јазик и сега скоро имаше тоа. И тоа не ни гине. Вела дека тоа се грешки, дека Ама не, тоа кој се греши, тоа никој не се грешки. Ние тоа реагиравме оштро и тие се повлекоа, го забашотија тоа, разбирате. Ако Северна Кореја и Јужна Кореја имаш ти севернокорејци и јужнокорејци, ист народ. Да. Разбирате? Како може ние да бидеме македонци, а имаш Северна Македонија? Не може. Во Северна Кореја ист народ и Јужна Кореја. И тие се официјално севернокорејци и јужнокорејци, ист народ. А ние немаме никаква, разбирате, јужномакедонци немаме. Ние сме измислени, а Северна Македонија е територија, не е држава. Разбирате? Тоа е разликата. Затоа што името кој ќе го модифицираш мора да биде тоа пред името. Ако е после името, тоа ништо не значи. Добро, така, тоа е вашата теза. Ама нема тоа е апсолутна вистина. И запирка да се промени во името, промена. Освен Република Македонија, друго ништо не. Прилагодување со Вардар, Скопје, водно, разбирате? Скопска Црна Гора нека се стави во разговор. Ако биде Вардар, добро ќе им падне на фудбалските фанови на Вардар, ама па тие па на Шкендија ќе се Скопска Црна Гора нека стои. Тоа нема никакво влијание врз народот. Црна Гора ќе не блокира тогаш. Црна Гора ќе се буни, тоа е точно. Велам, Скопска Црна Гора да ставите после тоа во заграда и без заграда не е важно, разбирате. Вашингтон, DC of Columbia е. Значи тоа што во заграда не е важно.
ни заглавен Тоа е ни опис. додаток не влијае на името, разбирате, тоа е последица, а ова е Значи, ова е почетно. доколку и сега ова име, Северна, било во заграда, ќе било добро. Не, според вас. не може да биде во заграда. Не, ако било, добро. Хипотетички, ако Да така биде да биде дури во, тоа нема основа, разбирате. Не, за едно време, не знам дали се сеќавате, викаше Северна Република Македонија, не да биде, не знам како предложи, нека будалетинка. Северна Република Македонија, значи да, тоа е на мудрост на некој начин затоа што не е врзано со името. Чим го ставиш името, разбирате, Ристо од Ресен. Значи Ристо, значи Ристо. А Ресенски Ристо не е исто. Добро. Не е Ресенски Ристо. Ресенски Ристо, значи, тоа е нешто измислено. Нема Ресенски Ристо. Добро, поред. Не, тоа се суштински разлики, разбирате. Ја не сум експерт за имиња. Меѓутоа, името не помина со додавката затоа што тоа немаше влијание врз промена на националниот идентитет. И тоа беше јасно дека нема да помине. Зашто? Зашто Америка не го прифаќаше тоа. Така. Ја спомнав исто така војната, 2001 година војната. Кажете ми, сакам да ве запрашам, вие често пати во интервјуата велите дека ние, македонскиот народ, македонската влада тогашна смеа загубиле војната, но пак нашата држава вели дека смеа добиле. На срамен начин изгубивме. Да, но пазете сега, тука има еден факт што како на пример еве, ако ние сме загубиле војната, тогаш ние ги фактички ги помилуваме терористите, а нели обратно би требало да е. Ако они победиле, треба они нас да не помилуваат, а не ние нив. Видите. Прво, војната во 2001 година, како што претходно реков, Добро. е резултат на 99 година на прекројување на Балканот, разбирате. Почнало на Косово, продолжи во Јужна Србија, заврши во Македонија. Тоа е еден концепт американски. Учака ги спрема тајните служби на Велика Британија и на Америка. Уште од 28-97 јас бев во Албанија, во Кукс горе, кај што разбирате, кај што беа камповите, кај што се спрема учака војниците во Албанија. Не на Косово, разбирате. Значи тоа беше албанско масло. Имавте ли некакви сознанија дека ќе почне војна, дека се спрема нешто такво? Видите, мислам се зборуваше, сите знаева дека има нешто. Само нашата полиција не знаеш. Види, кај нас на крај војната да го заклучи, да почнеме од крајот. Ние загубивме на срамен начин. На маса или на терен? На терен. На терен. Знаете кој е одговорен за тоа? Полицајците ви смеа добиле? А што спеа добиле? Дига, нели, зашто знамења? имаше, што значи Охридскиот рамковен договор? Капитулација на Македонија. Тоа е најголемата капитулација на Македонија започна со Охридскиот рамковен договор. Имаше бели знамења, имаше... Кај имаше бели знамења? Од нивната страна имаше. Немаше никаде. Во Рачиново. Одговорноста, што се случи во одговор во Рачиново? Беа евакуирани терористите според Робертсон, генерален секретар на НАТО. Знаеме дека ги влече заедно со 25 американски инструктори. Знаете ли дека имаш таму американски инструктори? Да. Тоа е познато. А американските инструктори што беа таму? На кафе? Ама мислам, сигурно не на кафе. Сигурно на кафе, разбирате. И знаете кој е одговорен за тој пораз срамен наш? Имавме ние 10.000, како се вика, армија и 10.000 полицајци, разбирате, изгубиот колку 2.000 или некаде бија 3.000 терористи? Според вас председателот Борис Трековски? Апсолутно. Командантот сакаше со молитви да ја реши ситуацијата, разбирате. Иначе беше патриот, посветен на Македонија, чесен човек, американците... Се познававте? Како не? Соработувавме одлично. Разбирате, бевме да нечем дојдовме на некој начин пријатели, само велам, човекот го искористи американците, го исцедија и на крај знаеме како заврши. Тоа не е случајно. Така да, неговите, како командант на вооружените сили на Македонија, он дозволи да изгубиме војна, тоа беше војна од 2, нека 3.000 биде
како се вика, терористи. Но знаете како, еве да ве запрашам, според вас војната беше за територија или за човекови права? Лимани е сега, и тука го имам да не го барам, Лимани е сега министер за што е? Не е локална самоуправа. Не знам, Лимани, текно, но добро. роднина Собрадичка. Така. Он е Собрадичка министер сега во владата. Тој е роднина на Али Ахмети, разбирате? Роднина, и то близок роднина на Али Ахмети е. Тој има изјавено, ќе ви го најдам тоа, дека војната беше за територии, меѓутоа после тоа беше не така трансформирана во нешто сосема друго. Он има изјавено, а тоа мислам е јасно, секој што го следи Што тоа. мислите вие? Беше и првите 5 соопштенија на ОНА, разбирате, се апсолутно за територии, Ако за сте ослободување согласни. на албанските територии, и после тоа сменија песмата, затоа што видува дека тоа не поминува. Па, и да битна знаете, човекови права. и да човекови права. А знаете дека всушност значи 5 соопштенија беа тако, никаде не може да ги најдете 5 соопштенија, ги крие нашата власт, разбирате? Значи, тие тргна и целта беше тоа, НАТО, за сето тоа стоеше НАТО, нивниот концепт, тие мислеа дека Македонија, затоа беа првите 5 соопштенија за ослободување на албанските територии во Македонија, првите 5 соопштенија, американците, НАТО, организаторите на таа војна, на сите тие 3 дела од Албанија, односно Косово, Јужна Србија, Македонија, сметаа дека Македонија ќе колабрира за месец-два. Сметаа дека такви какви што сме искарани меѓу себе, Готови. дека Македонија ќе колабира да дадат 3 месеци и ќе почне федерализацијата уште тогаш. Не успеава и тие ја сменија својата политика, после 2-3 месеци, колку беше отприлike, некаде во март почна, нели така, април-мај, некаде или во јуни, ја сменија и ја претворија во човекови права. А како се вика Тачи Нашиов, тогаш кажа, вика, абе нема војна што се води за човекови права.